Пладневна изјава 1. август 24 година. Во текот на денешниот ден имавме вкупно 20 пожари на отворено на целата територија на државата. Од нив 5 се целосно изгаснати, под контрола се ставени 3 пожари, додека 12 пожари се уште се активни. Карактеристично е тоа што во текот на месец јули на територијата на државата имавме вкупно 765 пожари на отворено, од кои што добар дел беа и шумски пожари. Апелирам до сите граѓани во текот на утрешниот празничен ден да бидат исклучително внимателни, особено доколку се движат во природа, за да не предизвикат пожар кој што може да заврши со катастрофални последици. Во текот на денешниот ден имавме на располагање неколку домашни летала, тоа се еден ер трактор на дирекцијата за заштита и спасување, како и 2 армиски хеликоптери и 2 полициски хеликоптери и еден српски хеликоптер. До крајот на денешниот ден ќе пристигне останатата меѓународна помош со Европскиот механизам за цивилна заштита. Со леталата действувавме онаму каде што беше најнеопходно во тој момент, при тоа на прво место давајќи приоритет на заштита на животите на луѓето, веднаш потоа на населените места и третиот критериум зимзелена, односно најчесто борова шума. Во текот на денешниот ден хеликоптер на МВР заедно со српскиот хеликоптер действуваше на територијата на општина Старо Нагоричани, кај селата Малотино и Рамно. Овој пожар се одвива на многу тежок пристапен терен, на поголем дел и целосно непристапен терен. Еден хеликоптер на МВР, и тоа МИ-171, односно големиот полициски хеликоптер со големо ведро, делуваше на теренот на општина Кратово кај селото Татомир, додека двата армиски хеликоптери действуваа на територијата на Пробиштип кај селото Барбарево. Чешкиот хеликоптер, кој што треба да полета во секој момент, ќе биде упатен да действува на територијата помеѓу Пробиштип и Свети Николе, додека ер тракторот ќе го пренасочиме да действува на линијата помеѓу Свети Николе, Пробиштип, Кратово, Куманово, каде што по еден гребен имаме една долга пожарна линија. Во текот на денешниот ден ангажирани се 160 припадници на армијата, но истовремено сите пожари работат голем број на локални пожарникари со поддршка на соседните територијални противпожарни единици. На терен веќе е видливо и присуството на представници, односно вработени во национални шуми, кои што даваат голем допринос во гаснењето на пожарите, припадници на дирекцијата за заштита и спасување, а на многу места помага и локалното население и на неколку места исклучително се користи доброволните противпожарни друштва, кои што имаат и соодветна опрема, соодветна обука. Голема благодарност до сите оние кои што учествуваат во гаснењето на овие тешки пожари, најтешки од осамостојувањето на државата, а верувам и пред тоа, бидејќи ваков обем и динамика на пожари досега никога сме немале. Координацијата на леталата се одвива во согласно со моменталните потреби и понекогаш бара итна промена на одреден план, затоа што летало кое што действува на одредена позиција мора итно да биде упатено на друго место. Главниот штаб за управување со кризи, кој што е во постојано заседание во просториите на ЦУК или преку онлайн врска, одлучува околу приоритетите за гаснење на овие пожари. Во текот на денешниот ден ќе пристигне и останатата помош од странство. Во овој момент имаме еден пристигнат хеликоптер од Србија, како и еден хеликоптер од Чешка. До крајот на денот ќе пристигне еден хеликоптер од Словенија, 2 ер трактори од Шведска, 2 ер трактори од Германија и тим од Унгарија од 46 лица со 13 возила, меѓу кои што има 3 специјални теренски возила и уште 3 специјални би ги нарекол противпожарни возила налик на цистерни кои што може да се движат по тешко пристапни терени. Голема благодарност до сите овие пријателски земји, до нивните влади и до лицата кои што ќе помогнат во справувањето со пожарите на наша територија. Благодарност до сите храбри пилоти и од нашата држава и од странство кои што ги управуваат овие летала во исклучително лоши и опасни услови. Благодарност и до храбрите пожарникари кои што доаѓаат од земја да помогнат во борбата со огнената стихија од Унгарија, тимот од 46 лица. Доколку има промени, ќе се јавам со нова видео изјава во текот на денот. Остатокот од пожарите кои што се активни на територијата на државата ќе ги добиете во порака во Вибер групите на ЦУК.